Ќе продолжиме да ја разгледуваме книгата Дела на апостолите и стигнуваме кон... Мислам дека ја поминавме всушност веќе половината. Голема книга, една од поголемите или најголемата во Новиот Завет. И со Божјата благодат, може би и до летото ќе успееме да ја завршиме. Минатиот пат го заокруживме првото на големо мисионерско патување на апостол Павле заедно со Варнава. Видовме низ какви се тешкоти треба да поминат. Беа бркани буквално од сите градови што ги посетија, каде што проповедаа. Во Листра дури Павле беше екзекутиран со каменување. Неговиот труп беше испарлен од градот, но тоа не го спречи. Тој повторно се враќаше во тие градови за да ги утврдува новите ученици, новите христијани, ги охрабруваше со зборови дека преку многу маки ќе треба да влезат во Божјото царство. Не делува така охрабрувачки, но тоа е реалноста. Самиот Павле беше пример пред тие христијани за сите тие маки, за цел тој отпор кој светот го нанесува, или тој отпор со кој се спротивставува на проповедта на Евангелието. Но, фала му на Господ, не е само христијанството страдања, неволи, маки. Да, преку многу маки ние ќе треба да влеземе во Божјото царство, но тој ни дава и време на освежување. И така завршува таа 14 глава. Се вратија во Антиохија, раскажаа на црквата што Бог правеше, како отвараше врати за безбожниците. Сите се радуваа и пишу дека долго време таму служеа, таму престојуваа подолго време со учениците. Беше едно време на духовно освежување. Но и тоа не продолжува за секогаш така. Дојдоа нови неволи, кои предизвикаа неколку, така да кажеме, дебати, теолошки дебати, една во Антиохија и она поважната, на повисоко ниво, дебата во Ерусалим. И сето тоа почнува со една група на јудејски христијани евреи од Ерусалим, кои доаѓаат во Антиохија и почнуваат да проповедаат дека незнабожците не можат да се спасат само преку верата во Христос, туку мора и да се обржат според законот на Мојсеј. Дека, со други зборови, преку обрезанието тие прво треба да станат прозалити, евреи, за да можат да бидат прифатени целосно од Бог, да бидат спасени. Во коментарот што го дава Хенри Иронсайт или Айронсайт за овој текст овдека, една интересна мисла кажува, која, да, е голема вистина, дека едно од нештото или едно од вистините кои тешко може да ги прифати човек е токму Евангелието на благодатта. И продолжува и вели, не може некој да го прифати или да го свати Евангелието, додека не ја прифати вистината дека спасението од Бог е само по благодат. Тоа е подарок, во која нема никакво човечко учество. Се во спасението не е ништо од она што ние правиме, туку се она што Христос направил. И зошто е тешко да се прифати таа вистина? Зашто во својата природа, природната религија, така да кажеме, на човекот е склона или сака да вклучи фалба на човекот. Човекот сака да се фали со своите достигања. Човекот сака да парадира со подвизите, вклучително и во духовниот поглед, вклучително и за своето спасение. Сака да вклучи нешто свое со кое ќе се пофали и ќе рече, еве јас учествувам, јас сум заслужен. Спасението е награда за мојот труд. Па макар било тоа и нешто како еднократно, како например образованието или денес некој крштевањето го вклучуваат или пак неков сакрамент
причеста, некаков обрат, дела од човекот. Тоа е природата на човекот. Човекот сака да го воскити Бог. Така и денес, така било и на почетокот. Уште првите жртви што ги пренесоа луѓето, Каин и Авел, го гледаме тоа во случајот со Каин. Каин принесе жртва која беше резултат на потта на неговото чело, така да кажеме. Се она што Каин го стави на жртвеникот беше со пот изработено, со негов труд. Беше резултат на земјоделската работа. Тој требаше да копа, да ора, да полева, да сади, да одгледува, да собере, да ожнее и сето тоа го стави на олтарот. И сигурно тоа го направи така со гордост, очекувајќи Бог да каже: леле, што си направил. Значи, ние мислиме дека со нашите дела, со нашиот труд ќе го восхитиме и Бог ќе падне во несвес. Кој може да го восхити Бог? Бог со еден збор може да направи целата земја да процвета во жито, во било што. Нашите дела и најголемите и величествените подвизи се ништо во поглед на самокниот Бог. И жртвата, и Бог не погледна на начинот на жртвата на Каин, кој тој очекуваше, и затоа се повреди, зашто не беше реакцијата соодветна на неговите очекувања. И тоа е проблемот на човекот. Тој сака да парадира со своите дела. А Евангелието на благодата е учење за спасение само по благодат, за никој да не може да се пофали. И кога Лутер го преведува Новиот Завет на германски и стигнува до Римјаните 3:28, каде што нели пишува: и така заклучуваме, Павле вели, така заклучуваме дека секој ќе се спаси само преку вера, ќе се спаси преку вера без делата на законот. Човекот се оправдува преку вера без делата на законот. И овдека Лутер додава едно зборче кој го нема во оригиналниот текст. И тоа е вистината, зборчето само. И вели, и така заклучуваме дека човекот се оправдува само преку верата без делата на законот и католичката црква го обвинува. Почнува да го напаѓа дека ја менува или ја изопачува, го изопачува библискиот текст, на кој Лутер одговара: не, тоа не е изопачување, туку овој додаток има за цел сам единствено појасно да ја представи суштината на Евангелието или вистината на Евангелието. И целосно се согласувам, зашто учењето што Павле го презентира во тој текст, во Римјаните, е токму таа, дека само преку вера е нашето оправдание. И овдека гледаме една борба. Како што ја гледаме борбата на Павле и во Коринтијаните, и во Коринтијаните, и во Галатјаните, и овдека на овие собори, и во Антиохија, и во Ерусалим, една борба да се заштити вистинитоста на Евангелието. И она што е вистина, она што треба да го имаме во предвид, е дека таа борба треба да биде постојана. Зашто ако еднаш била одбраната вистинитоста на Евангелието, не значи дека за секогаш е одбраната. Човечката склонност е постојано да го изопачува Евангелието. Тоа е природната склонност на човекот. И затоа ние треба постојано да ја заштитуваме таа вистина, да ја браниме. Бидејќи, пак ќе кажам, природната религија на човекот е правење дела со кои ќе се фали, со кои ќе парадира пред останатите. Но ајде да се вратиме овдека на овој текст, да видиме каква е целата ситуација, зашто многу работи има овдека, некои се разбирливи, но некои се безкомпромисни. Значи, доаѓаат Павле и Варнава во Антиохија, во Сирија, во црквата во која тие служат, и тоа е, и раскажуваат како Бог или така завршува
14 глава, како Бог отварал врати за спасение на незнабожците. И верните во Антиохија, кои мнозинството се неевреи, се радуваат многу на таа вест. И очигледно е дека веста за новите цркви кои се основале во Кипар, во Галатија, во јужно дел на Мала Азија, во сите тие градови гледаме се основаат цркви. И во Пафос во Кипар, во Антиохија, во Пергам, во Листра, Дерва, Иконија, многу луѓе поверуваа. И веста за тоа стигнува и во Ерусалим. И доаѓа некоја делегација од Ерусалим на христијани, евреи, јудеи во Антиохија. Антиохија е нееврејска црква. Таму за прв пат се проповеда на неевреите евангелието и тука почнуваат да проповедаат. Не е доволен Христос за вашето спасение. Да, треба да верувате во Исус Христос, меѓутоа за да бидете навистина спасени, треба и да се образувате според Мојсеевиот закон, а ќе видиме понатаму дека всушност тоа е само првиот чекор. На тој собор во Ерусалим, ќе видиме, нели јасно пишува, таа група на еврејски христијани ќе побараат целиот закон да биде наметнат на неевреите христијани. Не са, бидејќи и не можеш ти само да земеш нешто од законот, другото да го оставиш. Или се ќе исполнуваш, или ништо. Се ќе биде по благодат. Така да, тоа е суштината на проблемот. Овие евреи веќе немаат, за разлика од самиот почеток, сега веќе немаат проблеми да прифатат дека неевреин може да биде спасен. Зашто тие прифатија можност и неевреите да се спасуваат. За разлика од почетокот, кога отворила било каква таква можност. Се променува кога Петар служи, нели, на оној западниот дел на Медитеранот, западниот брег во Јудеја, Самарија, ги посетува Јопија, Кесарија и таму по, нели, совидението оди во куќата на Корнелиј истотникот, проповеда и Светиот Дух се симнува на нив, ги исполнува и ги спасува, ги оправдува. Безбожници, незнабожци. И се враќа во Ерусалим, таму прво го укоруваат јудеите, како може ти да одиш во куќа на безбожник, и тоа што им раскажува, како Бог, нели, го повика, видението, и на крајот како Светиот Дух се симна. И тој факт го прифатија овие евреи христијани. И пишува во 11 глава, 18 стих, откако го изслушаа Петар, се успокоија и го прославуваа Бога велејки, значи и на незнабожците Бог им даде покаяние за живот. Така да, тие го прифаќа, да, Бог веќе спасува и неевреи. И во почетокот и не бараат од нив образување. Во почетокот, во тој период, црквата е јудејска црква. Христијанството е во јудејска форма, така да кажеме. Доминира црквата во Ерусалим, се основаат нови цркви, меѓутоа исто така тие се во Јудеја, во Самарија се шири евангелието, меѓу самаријаните кои се повторно полуевреи, кои го пазат Мојсеевиот закон. Очигледно е, тоа го гледаме, сосема јасно е, тие христијани, евреи, се уште си го пазат и Мојсеевиот закон. Така да, црквата која е претежно, нели, еврејска, се уште го чува или се придржува кон правилата на Мојсеевиот закон. Обрезани се таму христијаните, евреи, така натаму. Меѓутоа, ситуацијата сега е променета, многу е променета. Црквата се повеќе го губи тој еврејски контекст, се основаат цркви нови, новите цркви кои се основаат се претежно нееврејски. Во Кипар,
во Киликија или каде што беше пратено тоа писмо од Ерусалим, нели, потоа ќе стигнеме до него. Во црквите влегуваат неевреи кои не се обрезани и кои немаат ништо со Мојсеевиот закон. Да, повеќето цркви се мешани, зашто гледаме дека Павле прво насекаде проповеда во синагогите, каде што и јудеи, но и неевреи го прифаќаат Христос. И очигледно е дека се јавува тој страв дека црквата, Христовата црква, ќе го загуби ќе ја загуби еврејската форма, тоест црквата ќе почне да ги губи тие вековни традиции кои си ги пазат евреите. И имајќи го предвид тој страв, доаѓаат тие јудеи во Антиохија, кој е центарот, оној мисијски центарот каде што се создаваат новите нееврејски цркви и почнуваат да проповедаат, не, вие сега, неевреите, треба да се обрезате. Треба и понатамо, нели, да го прифатите Мојсеевиот закон. Тоа е, нели, прашањето. Не е веќе, како што беше проблем на почетокот, не е веќе проблем дали можат да бидат спасувани неевреи. Да, можат да бидат. Бог отвори врата и за нив. Меѓутоа, како ќе се спасуваат? Тоа е прашањето. Ќе се спасуваат преку верата во Христос и законот или образованието. И тоа доведува до таа расправа во Антиохија, по целосен извештај или сликата или ситуацијата во Антиохија можеме да ја разбереме ако го додадеме и оној опис што Павле ни го остава во Галатјаните, посланието до Галатјаните. Именно во втората глава, нели, од 11 па тамо до 21 стих, Павле раскажува за тој момент кога во Галатија дошле од Ерусалим христијани јудеи, тој тамо ги нарекува од Јаков. Дојде се симнаа од Јаков. А пред тоа пак доаѓа Петар во Антиохија. Петар, доаѓајќи во Антиохија, ја гледа таа црква во која има неевреи, кои ја уживаат слободата на благодатта, јадејќи секаква храна, и тој почнува да јаде со нив. Меѓутоа, после него доаѓа и друга делегација на евреи, христијани, која е угледна делегација. Тие доаѓаат пратени од Јаков. Зад себе го имаат авторитетот на Јаков, полубратот, нели, Господов. И кога Петар слуша дека тука дошла таа делегација од Ерусалим, која очигледно проповеда образување во Антиохија, бидејќи Павле ќе се спротивстави на тоа, Петар почнува да се двои од неевреите христијани, се двои од нив, дури, пишува Павле, дури и Варнава почна да се двои, или да лицемери, буквално тој збор го употребува Павле. Таа група која доаѓа овдека, ќе видиме кога ќе почне тој Ерусалимски собир, таа група христијани се поранешни фарисеи. Читаме од дела апостолите во третата глава дека и четвртата дека многу фарисеи исто поверуваа во Христос. А знаеме што се фарисеите. Фарисеите се она свештеничко крило во Ерусалим, во Јудеја, кои се посветени на зачувување на традицијата, на законот. Фарисејството се појавува некаде 3 век пред Христос, кога Јудеја кога елинизмот се шири и кога културата почнува да се елинизира насекаде. И плашејќи се дека луѓето ќе ги загубат тие древни обичаи, таа древна традиција еврејска, фарисеите се појавуваат како свештеничко крило, чишто основна цела да ги зачуват тие традиции. И сега фарисеи стануваат христијани.
авторитетни во секој поглед, кои не можат така лесно, кога поверувале во Христос, да се ослободат од таа нивна служба. И книгата Дела на апостолите, го гледаме тој проблем, тоа е период на транзиција на црквата. Таа почнува како еврејска црква, во која евреите продолжуваат со својата традиција. Не било лесно да се напушти традицијата. 1500 години тие луѓе го исполнувале Мојсеевиот закон, а 2000 години се образувале. И интересно дека Павле никаде не пишува дека евреите треба да престанат да се образуваат. Не, нема да видиме. Тој воопшто не дискутира на таа тема. Дори напротив, ќе видиме следниот пат, кога еден полуевреин од мајка евреин Тимотеј, во Листра, мислам дека беше, ќе се придружи кон групата, мисионерската група на Павле, Павле ќе го образа, бидејќи по мајка и баба е евреин. Ќе кажеме, не понатаму, следниот пат, која е причината. Има чувствителност по тоа прашање кај евреите христијани во поглед на традицијата. Павле целосно го разбира, тоа и никаде на споровите кои ги има, не ги тера евреите да престанат да јадат кошер храна и оние други традиции што ги имат. И тоа е таа чувствителност кај Павле. Знае што е опасно за Евангелието, а знае што е традиција или култура. Тоа станува култура меѓу евреите. Тоа е прашање на начин на живење. И јас мислам дека и ние треба да имаме таа чувствителност. Ево, например, едно прашање. Ево, во Блискиот Исток, каде што културата е маж да има 5 жени. И поверува тој. Ќе бараме ли од него да ги остави 4 и да има само една жена? Ами ако го направи тоа тој, која жена да ја зачува од тие 4? И што ќе се случи со 4 жени кои во таа култура без маж се осудени на смрт, немаат социјална заштита, тешко наоѓаат работа? Да би очекувале со текот на времето потоа потомците да го прифатат христијанскиот живот. Ама во таа ситуација што би направиле? Има многу работи кои во нашиот контекст, овде македонски, кои луѓето живеат во традиции. Да има работи кои се дел од културата веќе и воопшто и немат некоја така многу длабока духовна содржина, но има работи кои можат да го заплашат Евангелието. И ние треба да бидеме мудри да ги разграничиме како што Павле го прави тоа. Зашто овдека, кој е проблемот со кој се соочува Павле? Она што представува за Павле проблем. Кога тие луѓе евреи доаѓаат во Антиохија и велат, за да се спасите, треба да се обрежате. Тоа е проблемот на Евангелието. Тоа е проблемот на чистотата. Со тоа веќе е нарушено Евангелието на благодатта. И затоа тој застанови. Не, тоа не е точно. Тие луѓе, не евреи, за да се спасат, потребно е да веруваат само во Христос, зашто ништо од законот нема да придонесе за нивното спасение. Ништо. Само благодата спасува. И затоа тој станува и се спротивставува на тие луѓе. И се започнува дебата, гледаме, која е жестока. Во вториот стих пишува, настана бунт. Во Антиохија настанал бунт. Тоа е тој момент кога Павле застанува пред Петар и пред сите му вели, зошто ти, кој многу добро знаеш дека ние како евреи не можевме да се спасиме со законот, сега го налагаш законот на неевреите. Кога ние сме разбрале дека само по благодат можеме да се спасиме. Се треба да имам во предвид дека од двете страни, од едната страна е Павле, од другата страна се овие пратеници, како да ги наречем, или делегација од Ерусалим, авторитетна група. Понатаму пишува дека тие биле од партијата на фарисеите.
луѓе кои многу добро го познавале Стариот Завет. И на таа била теолошка дебата, аргументирана дебата. Тие давале аргументи од Стариот Завет. Јас предпоставам дека сигурно им кажале тамо на неевреите во Антиохија, вие верувате во Христос, да, ами Христос бил обрежан. Како може да верувате во Христос кој обрежан, а вие да не се образувате? И многу, нели, други работи. Павле од друга страна, кој исто така па бил фарисеј, и тој од фарисејското крило на христијани, кој многу добро го знаел Стариот Завет, давал аргументи. Верувам дека основниот аргумент бил оној што ни го дава, што го знаеме од 4 глава на Римјаните, каде што пишува дека Авраам беше оправдан кога поверува, тоа му се засмета за оправдание, пред да биде обрзан. Во 15 глава Бог го оправда, а дури во 17 глава, кој временски е многу после тоа, му даде заповедта за обржување и продолжува Павле, вели, тој беше само кој еден белег, дека беше прифатена неговата вера. Еден формален знак дека е прифатена верата и дека тој е оправдан. Не. И тоа е основниот проблем што го потенцира Павле цело време, кога станува збор за Евангелието на благодата. Било нешто ако се додаде на нашето спасение, па макар еден таков чин, еднократен чин, како што е образованието, значи поништување на благодата. Веќе тоа не е благодат, веќе тоа не е спасение, и тоа веќе е друго Евангелие, а друго Евангелие нема. Така да се јавила таква остра дебата во Антиохија, која не може да биде решена. Не завршува, не се носат решенија. Решението е ќе отидеме во Ерусалим на повисоко ниво. Ќе треба да го решиме пред повисоки авторитети, ќе треба да го решиме тој проблем, така да се префрлува дискусијата во Ерусалим. И тргнуваат, нели, Павле, Варнава и тие јудеи христијани. Така, по патот, и тука додава Лука, за да се види тој контраст, нели, како неевреите христијани дочекуваат веста за спасение на неевреите, а пак реакцијата каква е во Ерусалим. Така да тие се симнуваат прво низ Феникија, тоест средноземното крајбрежје, потоа на трешноста низ Самарија, ги посетуваат таму црквите, раскажуваат како Бог отвара врати за неевреите, незнабожците, има голема радост. Сите го прославуваат Бог кај браќата. Но кога ќе стигнат во Ерусалим, веќе малку поинаква. И таму раскажуваат. Одат Павле и Варнава и велат, ние бевме во Галатија, во Кипар, Бог отвараше врати и сега приврзаниците на фарисеите почнуваат и гледате овдека, треба да се образуваат и да им се заповеда да го пазат законот Мојсеев. И гледате, не е само образувањето во прашање. Целиот закон ќе треба да биде наметнат. Тоест, спасението пак е по закон, не е по благодат. И тоа е поводот да се соберат апостолите, старешините, тоа се они највлијателните во црквата во Ерусалим, и не е тука само црквата во Ерусалим, тука е и од Антиохија црквата, представни се Павле, Варнава, и Павле и Петар, кој не е толку надлежен во црквата во Ерусалим, како што е Јаков, туку тој повеќе јудејските цркви ги опфаќа во тоа свое прво служење. Така да се собираат и прв има неколку обраќања. Прво е обраќањето на Петар. Има расправија долга, нели, пак Павле, тие фарисеи христијани, додека нели Петар како авторитет станува и почнува да ги подсетува на неговата служба во Јопија и во Кесарија. Како преку неговата служба Бог го отвори домот на Корнелиј и само преку вера, пишува, нели, поверуваа. Им даде Свети Дух. Нели. Не направи никаква разлика меѓу нас и нив,
Зашто со верата, пишува, ги очисти нивните срца. Немаше ниту крштевањето како неопходност, ниту образување, ниту било што друго како човечко дело. И тука сега го поставува онаа прашање, што меѓу другото Павле му го постави во Антиохија, кога тој нели почна се двои од неевреите. Сега пак, зошто го искушувате Бог, ставајќи им на вратот на учениците јарам, што не може да го поднесат ни нашите татковци, ниту ние. Исто тоа го праша Павле во Антиохија, му рече, зошто сега им наметнуваме јарам, кога ние сме разбрале дека 15 века ние се мачевме под тој јарам и не успеавме да стигнеме до спасение. Зашто законот, сме разбрали дека законот не е за спасение. Законот со својата тежина, со својот висок стандард, кој никој не може да го задоволи, само судува. И ја покажува неопходноста за вера, за благодат. Законот, ние разбравме, и тоа уствари го кажува Петар на евреите, ние разбравме дека, еве сега кога Христос дојде, законот исполни функцијата. По благодат се спасуваме. Ние веруваме дека ќе се спасеме со благодата на Исус Христос. Разбравме во сите тие векови. И сега кога ние разбравме дека со закон не можеме да се спасиме, туку само по благодат, само преку вера, почнуваме тој закон, тој јарем, да го натоваруваме на неевреите. Каква е логиката? Која е смислата? И прашува овдека Петар. Многу. И сите замолчуваат, пишува. Замолкнаа сите. Зошто? Како ќе одговорат на тоа прашање? Кој може да каже од таа група на фарисеи, па ние се спасивме преку закон? Го исполнивте? Целосно го исполнивте? Во ништо не сгрешивте? Сите замолкнаа и тогаш таа тишина ја употребуваат Варнава и Павле. Стануваат и почнуваат да се раскажуваат, сведочат. Нема аргументи некои од Словото, од Стариот Завет. Само кажуваат, ние бевме и во Галатија, бевме во Азија, бевме во Кипар, низ Феникија, низ Сирија. И гледавме како Бог ги спасува, покажува знаци и чудеса. Бог преку нашите раце правеше големи работи. Исцелуваше или што и да се случуваше. Може би го раскаже и тоа со овој магиосникот во Кипар, па исцелението на куциот човек во Листра, како што се случи и во Ерусалим, преку службата на Петар. Со други зборови, сакат да кажат дека се она што Бог го правеше со евреите во Стариот Завет како Божи народ, го прави сега со неевреите. Сето тоа, и тоа без да исполнувале било што од законот, без да бидат обрезани. Едноставно по благодат Бог решил да ги спасува тие луѓе. И кога завршуваат, пак нели пише, и целото мноштво замолкнува, веројатно сега сите очи се вперени кон Јаков, што тој ќе каже. Тој е председателот на тој собор. Тој е водачот на црквата во Ерусалим. Што ќе каже главниот. И гледате, Лука му дава најмногу простор на неговиот говор. Не знам дали тој најдолго зборел, меѓутоа најмногу како текст е представен и единствено, не знам, веројатно може би Петар вклучил нешто од Стариот Завет или Павле, единствено аргументи од Стариот Завет се вклучени во тоа обраќање на Јаков. Прво се согласува, интересно тука, ајде да не пропуштам, една важна работа. Петар завршува со своето излагање, за разлика од неговиот настап во Антиохија, каде нели се двои, овдека покажува исклучителна смелост, исклучителна вакво честност, така, лојалност кон Петар и Варнава. Тој целосно застанува на нивната страна. И знаете ли што? Тоа е последниот момент во кој ние го гледаме Петар во книгата Дела. Од тука натаму веќе нема да го сретнеме. Тој исчезнува
od делата на апостолите. Во следната глава и Варнава ќе исчезне од таа книга. Ќе дојдат нови ликови, како Сила, Тимотеј, Тит и така натаму. Лука, тој ќе влезе во групата на Петар. Меѓутоа, на Павле. Меѓутоа, интересно е како завршува улогата, последното дејство во улогата што има Петар во таа книга. На тој собор тој смело застанува, иако во Антиохија се плаши, но во центарот на Ерусалим, таму каде што е најжешко, тој не се плаши да застане и да каже не. Ние нема да наложиме јарем кој ние самите не можеме да го носиме. Нема да ја нарушиме чистотата на Евангелието на благодата. Наистина голема смелост треба за тоа. Може би си мисля, што ќе кажат сега евреите овдека во Ерусалим. Ке си го сменат мисленето за мене. Зашто сепак тој се таму во таа црква во Ерусалим се сообразувал со нивната чувствителност, нели, кон традицијата, кон законот. Меѓутоа овдека смело кажува. И Јаков, исто и Јаков, и неговата смелост е навистина за воските. Но и има тука и малку кај него, сосема оправдано, треба да го разбереме тоа, и некаква политика кон јудејското крило на христијанство, кој не е спротивно на Евангелието на благодата. Ајде да видиме за што станува тоа. Прво, се согласува со Петар. Не, изложи пак како Бог најнапред ги посети незнабожците, за да избере народ за неговото име. И со тоа и вели, и то не е ништо ново. Ние го знаеме Стариот Завет. Во Стариот Завет Бог го најави тоа, дека од незнабожците и со така ќе направи свој народ. И цитира овдека од Амос, од книгата Амос. И потоа ќе се вратам и пак ќе го подигнам паднатиот дом на Давид и неговите орнатини ќе ги поправам и ќе го издигнам, продолжува, за да го побараат Господ и другите луѓе и сите народи кои се наречени со моето име. Така вели Господ кој го прави сето ова. И сега, ова е цитат од книгата Амос од последната 9 глава, крајот на книгата. Книгата Амос во целата книга, во целиот нејзин дел, сите глави останати, говори за Божиот суд над народот, над Божиот народ, заради бунтот, заради непокорноста. 9 глава говори за еден специфичен, конкретен суд. Тоест, она раселување или распреснување на народот меѓу другите народи. Тоа е пророкувано. Меѓутоа, книгата завршува со надеж. И таму, во таа книга, Амос говори за еден ден. И во тој ден, 11 стих на 9 глава, во оној ден ќе ја подигнам паднатата скинија Давидова, тука пишува дом, меѓутоа скинија, да, скинија значи шатор. Скинија Давидова, живеалиште. Ќе ги пополнам пукнатините негови, срушението ќе го подигнам и ќе обновам како во поранешните дни. И сега кај Амос, кој говори за неков ден, во оној ден, продолжува со тоа дека во тој ден кога ќе се врати Господ и ќе го обнови домот на Давид, а домот на Давид или скинијата на Давид во Стариот Завет е она метафора за Месијата кој како потомок на Давид доаѓа да царува вечно. Тоа е идејата на обновувањето на домот. И тој говори за еден неков момент, ден, еден настан во кој ќе дојде Месијата за да го обнови домот или да го обнови народот, да го собере народот и заедно со тоа да ги вклучи или да ги привлече и народите, тоест јазичниците, паганите. И сега, нешто како еден настан тоа е представено. Меѓутоа овдека Јаков не го цитира на истиот начин, туку Јаков вели и тоа потоа не е правилно напишено, и по овие настани, по овие случувања,
Така буквално би trebalo да биде. Во англиските преводи така е одразено. И по овие настани, ќе се вратам, ќе го подигнам домот. Зошто? За да го побараат Господ. Зошто по овие настани? За да го побараат незнабожците Господовото име. Така да, Јаков, или идејата, толкувањето што го дава Јаков овдека е, еве Месијата дојде да го обнови Божиот народ и да ги привлече безбожниците, меѓутоа народот го отфрли Месијата. Затоа Бог сега ги привлекува другите народи и по тоа тој ќе дојде да го обнови и Божиот народ. Или нешто слично што појасно е Павле во 11 глава на Римјаните преку она метафората за дивата, за питомата и дивата маслина, вели дека Бог ги отсече гранките, природните гранки на природната маслина, за да насади на неа од дива маслина. И додека не се исполни бројот на незнабожците, потоа ќе ги врати повторно природните гранките од природната маслина. Неко така го представа, но овдека Јаков говори за едно дисциплинирање. Божиот народ го отврли Месијата, но тој пак ќе дојде да го обнови. А тоа отфрлање е за да трие други народи бидат вклучени кон Божиото дрво. Тоа е едно толкување, бидејќи ја има таа терминолошка. Не е тоа само семантика, туку очигледно има некаква идеја овдека. Во секој случај, бидејќи е така, вели Јаков, бидејќи тоа гледаме дека се случува сега, затоа мислам дека не треба да им правиме мачноти на незнабожците. Ние не треба да ја затвараме вратата за нив. Бог е отворил таа врата. Ние не смееме да ја затвараме вратата на оние кои се обраќаат кон Бог. Сега, овдека додава и некои се препораки. И вели, но тие незнабожци кои се обраќаат кон Бог, да им се заповеда да се воздржуваат од идолски жртви, од блудство, удавено и од крв. И како додаток да не прават ништо што не е им угодно. Овој додаток е многу добро и објаснува суштината зошто се тие заповеди дадени овдека, зашто Мојсеј од старо време во секој град има луѓе кои го проповедаат словото во синагогите. Интересно, од овие 4 заповеди, 3 се церемонијални, се однесуваат на храната, на кошер из храната. Да не е од идолска жртва, да не е удавено во крв или во вода. Тоа се тие 3 работи со храната врзани, основни работи за кошер из храната и за блудство. И за тоа блудство не е церемонијална заповед и овдека со сигурност не станува збор за оној промискуитет со кој биле познати паганските народи на неморален живот, проституција и така натаму, бидејќи нормално секој што ќе поверува во Христос се откажува таков живот и нема потреба од посебна заповед. Секој што станува христијан го остава тој живот. Очигледно тука станува збор за брковите кои биле склучувани кај паганските народи, меѓу луѓе кои се во крвна врска. Тоа било вообичаено. Тоа е регулирано со Левит, книгата Левит, 18 глава, каде што забрануваат такви бракови и веројатно тоа е, најверојатно тоа е во прашање. Останатите работи се врзани со храната. И зошто е тоа така? И очигледно Јаков покажува е чувствителен кој еден проблем кој го гледаме понатаму во црквата. Навистина, ова станува проблем во Христовата црква. Во која смисла? Зошто станува проблем? Која е идејата овдека? Неевреите христијани, кои не се никош не биле под товарот на Мојсеевиот закон, со тие правила, со своето однесување, можат да станат соблазна и да ги повредат чувствата на браќата христијани од еврејско потекло. И тоа се случува понатаму во црквата. Го гледаме дека се случува. Продолжува, вели, Мојсеј од старо време во секој град има луѓе. Со други зборови,
каде и да се шири евангелието на Израелската империја. Тамо ќе има и евреи, и тие ќе поверуваат, некои од нив. И тамо во црквите ќе има евреи христијани и пагански христијани. Паганските христијани нема да имаат проблем со храната. Ќе јадат секаква храна. Меѓутоа, јадејќи таа храна, ќе ги повредуваат чувствата на јудеите христијани. И тоа го гледаме дека навистина се случува во црквата. Го гледаме во римјаните, коринтијаните, на многу други места. И самиот Павле, имајќи го пред тој проблем, говори за христијанската слобода. Дека тоа не е највисокиот принцип во христијанството. Има повисок принцип. Принципот на евангелието. Принципот на љубовта. И затоа тој вели, јас кој што сум најслободен од сите, станав роб на сите. И ако мојот брат се соблазнува од моето дејство, кое е во рамките на христијанската слобода, јас ќе се откажам и ќе станам роб. Ќе се поравам. Тоест, растежот, вели Павле, во христијанската слобода, треба да биде во таа насока што ние ќе бидеме ослободени од самата слобода. Со тоа што ние сме слободни да правиме нешто, не значи дека треба да го правиме тоа нешто. Ние сме слободни да го правиме, но ако се коси на законот на љубовта, нема да го правиме. Зошто на крајот на краишта Христос умре за тие луѓе. И Христовата жртва, која за тие луѓе е многу поважна отколку мојата слобода. Тоа е овдека. Затоа е додадено во заграда да не му прават, не правете некои работи кон вашите браќа христијани кои не би сакали некој друг кон вас да ги прави. И е многу важен принцип овде кој гледаме за христијанската слобода. Да, ние можеме да јадеме секаква храна, да пиеме, меѓутоа тоа не значи дека мора да јадеме и да пиеме. Не. Ако тоа соблазнува, ќе се ограничиме. Не. Христовото евангелие е пред слободата. И затоа овде каде многу на место. И ние треба да го имаме во предвид тоа, ако некој наше однесување, кој е во рамките на христијанската слобода, може да соблазни некој во некаква култура, традиција и така натаму, би било добро не така горделиво да кажеме, ама што да им правиме кога се слаби во верата, а ние сме силните во верата. Не е тоа начин, туку да се ограничиме. И некаков начин, и некако да го сообразиме нашето дејство, нашето поведение, кој ќе биде прифатливо и никако нема да соблазнува. И на крајот, и гледаме овде дека едно многу добро решение, нели, кое во црквата, кое во никој случај не би го нарушил христијанството на неевреите христијани. Да, ви имате слобода, ама внимавајте како ја користите вашата слобода, зашто ви имате вие браќа во црквата евреи кои се соблазнуваат, кои во нивната традиција и култура, тоа е голем греф. И на крајот има заклучок на соборот, едно писмо се пишува, кој е многу топло. Гледате ка многу убаво напишено писмо со многу зборови. Им вели на неевреите се обраќа. Значи се собравме, еднодушно одлучивме да избереме луѓе и така натаму. Одлучивме да не ви ставаме никаков друг товар. Закон. Почнува да сме слушнале во 24 стих дека некој од нас на кој ништо не сме им заповедали со зборови, се вознемириле, ги потресле вашите души. Вие сте повредени од тоа учење за закон. Ние ви се извинуваме за тоа. Не стоиме ние зад нив, се оградуваме од тие. Еве го решението на највисокиот орган. Никаков закон, никакво образување. Не. Затоа, откако се собравме, решивме да избереме луѓе кои се авторитетни, ви ги препорачуваме и Павле, и Варнава, и Сила, и тој другиот Варнава, двајца други јудеи кои се придружуваат кон нив. Исто така ги поздравуваме браќата од нееврејските народи во Антиохија, Сирија и Киликија. Топло, братски. Тоест, тие се наши соверници. Ги прифаќаме целосно. И тоа е еден голем исчекор во еврејската
християнска црква. Зашто тие на почетокот не сакат ни да чуат за неевреи и христијани. Сега ги прифаќаат како еднакви во верата. Ги поздравуваат, им се извинуваат за тие кои им налагале нешто од законот и на крајот им велат само ова бараме од вас. Нели? Одлучивме да не ви ставаме никаков друг товар, освен оно што е потребно. Тоест да нели тие работи што се така и така натаму. И се ги праќаат тие писма, стигнуваат во Антиохија и гледаме како тоа писмо многу ги зарадувало неевреите христијани. Се зарадуваа поради утешниот збор и така натаму. Јуда, наречен Варнава, се враќа повторно во Ерусалим, нели четворица одат, Павле, Варнава, Јуда и Сила. Јуда и Сила читаме дека се пророци. Сила решава да остане и ќе стана дел од службата понатаму на Павле. И така ги пуштаат со мир кај оние што ги испратија. Тоа е апостолскиот собор. Што можеме да потенцираме на крај? Една голема битка. Знаете ли, овој собор во Ерусалим ја одредува иднината на црквата. Дали таа ќе остана затворена во тесни еврејски рамки и ќе се претвори во некаква еврејска секта, или пак црквата ќе ги отвори вратите за неевреите, за целиот свет. Тоест ќе ги следи заповедите на Христос. Многу важен собор. Овдека се одредува судбината на црквата и Божјата рака го раководи тој собор. И благодарение на тие решенија ние имаме црквата како што потоа се гради. Извојувана голема битка за вистината, чистотата на Евангелието. И знаете ли, таа битка продолжува. Како што кажав на почетокот, не завршува, зашто тенденцијата на човекот е постојано да го изопачува Евангелието. И ние сме тие кои треба да се грижиме. Ние сме тие кои треба да бидеме спремни да го браниме тоа Евангелие на благодат, бидејќи е постојано на удар во својата склоност, сака да го менува Евангелието, за да може да се фали човек со своите достигања. Во минатото имало многу повеќе песни кои ја вклучувале таа теологија. Денес повеќето од песните се на човечките чувства и така, колку нели е убав и колку нели го сакаме Бог и така натаму. И јас би сакала на цитат од делчиња од една песна, има преведено кај нас како Стено за Солнине, од Топлади, Август Топлади. Едни стихчиња кои многу убаво така покажува таа вистина, евангелска вистина. Не трудот на моите раце може да ги исполни барањата на твојот закон. Ништо во раците не носам, единствено за твојот крст се прилепувам. Преведена на македонски, но многу суштината е смената од оваа идеја, теолошка идеја на Топлади. И затоа добро е и ние да си го поставуваме прашањето на што се надеваме, на што се држиме, кон што сме прилепени. Дали кон некои дела, одиме на црква, даваме, служиме, или пак единствено благодат, верата во Христос. Бидејќи спасението нема никаква врска со тоа што ние го правиме, а целосно спасението е исполнето со она што Христос го направи за нас. Секој друго надополнување кон Христовото дело е друго евангелие, лажно евангелие. Неговата смрт е цена за нашето спасение, кој човек може да го добие само како бесплатен дар преку вера. И за таа вистина треба да се бориме. Амин.